некој да ви каже дека ќе завршите втори на почеток на сезонава, дали би му верувале? Па не, стварно треба да им се честита на Монпелје, заслужено не победија. Мислам дека моментално го играат најдобриот ракомет во Европа и во светот, треба да им се честита. Ние стигнавме до финале. Јас кога стигнав лето во клубот, ги прашав моите колеги кои се амбициите, знаев кои се амбициите во француската лига. Ми кажаа дека едно од првите 3 места за да можеме да учествуваме наредната година пак во Лигата на шампионите. Кога прашав за Лигата на шампионите, бев изненаден од одговорот, ми рекоа доволно е да поминеме и група, значи да бидеме во првите 6 екипи во групна фаза од 8-те. Ние можам слободно да кажем направивме светско чудо. Знам дека како одат работите, амбициите растат, меѓутоа треба да се биде реален, да не се бара леп преку погача и стварно сега сум спортист професионалец и стварно ми е криво да изгубиш финале, меѓутоа треба да се биде реален, искрен и да му се честите на противникот, заслужено не победија и мислам дека ние као Нант направивме огромен резултат оваа сезона, игравме многу добар ракомет, иако резултатот кажува финалето 5 или 6 гола на крај, не беше тоа така, до последните 5 минути беше неизвестни, како и на секој финале одлучуваат детали, моменти. Ние као клуб немаме искуство да играме вакви големи надпревари, Монпелје има малце поголемо искуство од нас и мислам дека треба со кренати глави да продолжиме понатаму, да веруваме, да работиме и нешто во животот треба добро да се научиш да го заслужиш. Јас се надам дека Нант ќе продолжи. Може и ова е добро, да од прва што се вика прв пат во Лига на шампиони, втора година прв пат во добри групи, па одма да освоиш Лига шампиони. Може би толку добро не е најдобро, ќе пробаме да бидеме конкурентни следната сезона и да покушаме да направиме исто тоа резултат.